Агенцијата за вработување од Кочани во соработка со Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија ќе го реконструираат Центарот за вработување во нашиот град како дел од проектот за реновирање на 12 центри во државата. Потребните финансиски средства во износ од 20 милиони евра се веќе обезбедени, од кои 1/3 се наменети за градежните зафати во Кочанскиот и останатите центри планирани со програмата за реновирање. Според подготвениот проект се планира внатрешноста на центарот да биде функционална за потребите на странките, а самиот објект, кој всушност е граден пред 60 на години, да добие нов изглед. Проект кој што е финансиран од ИПА програмата на Европската унија, со кој што ќе софатат вкупно 40 објекти, односно 30 објекти на центрите за социјална работа, 18 центри за социјална работа и 12 дневни центри и исто така 12 центри за вработување. Ова представува значајна инвестиција од околу 2 милиони евра за целосно реновирање на овие 40 објекти. Очекуваме реновирањето и реконструкцијата да заврши во наредните 8 месеци и практично со реализација на оваа фаза ние ќе заокружиме целосно, ќе го заокружиме реновирањето на центрите за социјална работа широм општините во Република Македонија, додека пак исто така ќе бидат реновирани и реконструирани 12 центри за вработување. Со самото реновирање ќе добиеме прекрасен простор кој што ќе послужи и на граѓаните и на вработените, бидејќи се работи за нови простори, реновирани, пред се освежени и нормално направени во стилот на европските центри за вработување, каде што сите услуги се добиваат на едно место без одење од врата на врата. Значи ние продолжуваме како агенција да се приближуваме и кон компаниите, и кон вработените и оние кои што бараат да сменат работно место, не само што со реновирањето, туку со сите оние активности кои што ги правиме. Значи оваа година имаме план да реновираме 12 центри кои што ќе бидат финансирани од Европската унија. Заложба на Агенцијата за вработување е центарот во Кочани да биде лидер во Источна Македонија, односно лидер во вработувањето, креирањето на работните места и во квалитетот на услугата, односно со едношалтерскиот систем кој ќе профункционира да се обезбеди квалитетна и брза услуга на странките.